Денес, со гордост и особена чест, го славиме Денот на словенските просветители, браќата Кирил и Методи. Литературата што ја создава еден народ, секогаш представува базичен елемент на неговата културна и историска свест. Затоа, во текот на времето, таа се повеќе почнува да бидува основна и најсуштествена подкрепа во неговото морално, духовно и културно обстојување. Делото на Кирил и Методи е од општо словенско значење за развојот на словенските народи. Дигната неголема заслуга е што на словените им ги дадоа првите книги на словенски јазик и со тоа ги поставија темелите на македонската и воопшто словенската литература. Давајќи им писменост, тие им дадоа силно оружје во борбата против германизацијата и грцизмот. Со оваа писменост, словенските народи стапија на историската сцена и се одржаа на неа. Да не беа браќата Кирил и Методи, не можеше да се знае што точно би загубило човештвото. Кирил и Методи се родени во угледно и богато византиско семејство. Татко Лав и мајка Марија. Најстариот од 7 деца, Методи, е роден околу 815 година и најмладиот Константин во 826-27 година. За браќата најважна била моравската мисија, која што е важна и за еднината на сите Словени. Тие, откако го превеле Божјото Слово на разбирлив словенски јазик, претходно составувајќи ја глаголицата, започнале со ширењето на словенската писменост. Но тоа значело и неволја за нив, бидејќи биле наклеветени кај папата, при што Кирил дал одбрана на словенскиот јазик со зборовите: Не врне ли дожд од Бога еднакво за сите? А сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишиме воздух сите еднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а сите други народи сакате да бидат слепи и глуви? Со големината на своето дело, солунските браќа Кирил и Методи заземаат најзначајно место. Не само во историјата на македонската литература, но и во литературата на другите словенски народи. Со своето дело, создавањето на словенската азбука, јазик и литература, овозможија словенските народи да застанат на здрави нозе во тешката борба за национално осознавање и на здрави темели да градат својата национална култура. Колку е извонредно важна и суштинска, мисијата на светите браќа Кирил и Методи говори фактот што денес тие се патрони на Европа. Признание дадено од Ватикан со цел да се потенцира нивното значење за единството на европските народи. Ние им оддаваме огромна благодарност и почит за се што тие сториле за нас. Благодарност кон делото и огромна почит на светите браќа низ оваа видеопрезентација со огромна желба за радост во иднина изразуваме ние учениците од 9-то одделение: Мартин Стојановски, Катерина Лашковска, Ема Кареска, Бојан Здравески, Михаела Наумовска, Давид Димовски, Михаела Ацеска и секако јас, Нела Дамческа, под менторство на наставниците Весна Мојсовска по македонски јазик и Андријана Дуковска по музичко образование.